Почитувани граѓани, почитувани медиуми, над 30 дена, повеќе од 1 месец, нема одговори за најголемиот наркоскандал во регионот со заплена на 5 тони дрога од Македонија во соседна Србија. Како 5 тони дрога поминале граница? И кој од врвот на власта ќе одговара? Од сите информации кои досега се достапни, јасно е дека станува збор за високо организирана криминална група, која не можела да функционира без поддршка од лица на највисоките позиции во власта. Медиумската магла, која што власта се обиде да ја пласира со лажна кампања после оваа акција, за пренасочување на вниманието на претходни влади, се расчисти. Кампањата се обиди да се вмеша СДСМ и опозицијата, за да се амнестира актуелната власт, не успеа. Сега е време за одговорност во врвот на актуелната власт. Кои се трите клучни аспекти за одговорност за овој наркоскандал? Прво, околината на Свети Николе се јавува како клучна точка каде што се правел претовар на дрогата. Од фабриката на кругот на Охис, Алфа Фарм, дрогата била натоварена и транспортирана до Свети Николе. Внимавајте, без полициска придружба како што налагаат законите. Кој ова го дозволил е првото клучно прашање. Зошто не е направена контрола во фабриката? Оваа фирма, која работи во просториите на Охис, е основана во мај 2024 година во време на ВМРО. Дрогата била свежа, одгледана во време на актуелната власт, а пакувањето во кругот на Охис започнало во средината на декември 2025 година. Од втора фабрика, Green Life, исто така, пратка со дрога. Сите овие пратки, почитувани, ја поминале слободно половина Македонија. На 65.000 камери, на патроли, контроли, никој ништо не проверил. Случајно? Значи, одговорни во македонската полиција и безбедносните служби мора да бидат први кои ќе бидат опфатени со барањето одговорност. Одиме понатаму. Дрогата била препакувана како перници и на тој начин се пренесувала преку македонската граница. На толку скенери, на толку контроли, никој ништо не презел. Случајно? Значи, одговорни во македонската царина исто така мора да бидат опфатени со барањето поврзаност. Трето, конечно, целата пратка од 5 тони завршила во магазин на локални функционери на СНС во Србија, сестринска партија на ВМРО. Бил близок со српскиот министер за одбрана Гашич и изјавил дека станува збор за државна работа. Ова, почитувани, е третиот аспект на поврзаност со блиска политичка структура во двете земји. Што правиме сега, Мицкоски? Пак дефокус со Харис Џиновиќ, Дубај или имате некои нови идеи? СДСМ нема да дозволи овој случај да се заташка. Не може да има уапсени магационери, превозници и сопственици на фирми, а главните организатори на овој шверц да се кријат. Кој од власта ќе одговара? Благодарам.